Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин, забележувате, доктор Петре Георгиев. Докторе, добро вечер. Добро вечер и поздрав до сите гледачи на вашата емисија и до гледачите на ТВ канал од ВИС. Така. Докторе, вие сте неколку пати веќе во нашата емисија и сте дел од тимот на Поликлиника Филип II во Струмица. Клиника Жан Митрев на чело со доктор Жан Митрев 20 години обстојува на македонска територија. Прво и основно би ве прашала какво е чувството да се биде помеѓу тимот на специјалисти кои што се светски докажани, се со цел подадена рака токму кон нашите граѓани. На 1 март клиниката Жан Митрев во Скопје прослави 20 годишен јубилеј. Значи на 1 март 2000 година доктор Жан Митрев ја изврши првата операција на отворено срце во Република Македонија, ако претходно сите пациенти беа упатувани да се оперираат во странство, сега благодарејќи на доктор Жан Митрев, значи во Република Македонија им е достапна и оваа услуга. Од година во година нашата клиника растеше постепено. Значи, ако на почетокот се извршуваа само најобични бајпас операции, денес можеме да кажеме дека Жан Митрев клиник нуди кардиоваскуларни интервенции кои што се работат насекаден во светот, зашто доктор Митрев има добиено и највисоките светски признанија. Така да сите пациенти кои што имаат индикација за некаква кардиохируршка интервенција, кај нас слободно се извршуваат од наједноставните процедури па до најсложените кардиохируршки операции. Така, овдека ги спомнуваме кардиоваскуларните операции кои што навистина оперираат голем број на лекари, но да не забораваме дека Филип II работи и на другите медицински граѓи. Синоним е срцето и срцевите заболувања, но меѓутоа дејноста на клиниката се прошири и па еве и овдека во Струмица имаме малку поголем диапазон на сфери кои што ги работат лекарите. Значи ние како Жан Митрев клиник се трудиме да навлеземе во повеќе области на медицината, да понудиме врвна здравствена услуга на пациентите од повеќе области, значи успешно кај нас се извршуваат и најсложени ортопедски операции, најсложени уролошки операции, значи дерматологијата ние исто така во континуиран подем и најсовремените апаратури кои што постојат значи во светот преку доктор Митрев се обезбедени и во нашата клиника во Скопје, како и во поликлиниката Филип II во Струмица, бидејќи ние сме дел од Жан Митрев клиник. Така, не само оние интернистички прегледи кои што ги нудите овдека во поликлиниката, имате и лабораторија за испитување на крв и на урина? Значи постои и можност нашите пациенти да добијат и квалитетни лабораториски процедури кои од месец во месец ги надградуваме. Последна новина од нашата поликлиника е воведување на орален гликозатолеранс тест за пациентите кои што се под ризик за диабетес, кој што се изведува по сите стандарди од Светската здравствена организација и резултатот кој што ќе го добијат од нашата лабораторија, со сигурност можеме да кажеме дали некој пациент е со диабет или нема знаци за шеќерна болест. Секако дека ние не застануваме тука, во план се повеќе дејности кои што планираме во следниот период да ги развиеме, зашто нашите гледачи, нашите пациенти ќе бидат дополнително известени. Така, работите многу, зборуваме навистина интересни теми кои што можеме да се осигуриме само преку водењето на лайв во Facebook, на социјалните мрежи, каде што забележуваме голем број на гледачи кои што не гледаат и кои што контактираат со нас. Вечер во издвојуваме тема аортно проширување. Што представува ова заболување? Аортно проширување или во медицината познато како аортна аневризма е една од најургентните состојби во кардиологијата па и во кардиохирургијата, бидејќи ако не се препознае на време и соодветно не се истретира, смртноста е многу висока. Значи, кај овие пациенти смртноста е од 80 до 90%.
малтене пациентите умираат уште на пат до нашата клиника. Иако во светски рамки, значи, оваа состојба е нешто поретка, се смета дека на 100.000 жители 4 до 6 пациенти заболуваат од проширување на аортата или аортна аневризма, сепак нашето поднебје ги има доста овие пациенти. Чисто за гледачите ќе дадам информација дека прошлата година преку поликлиника Филип Тори во Струмица беа диагностицирани 4 пациенти со аортна аневризма или аортна дисекција кога доаѓа до расцепување на зидот на аортата, за што ќе позборува малку покасно. И сите овие пациенти успешно беа транспортирани на нашата клиника во Скопје, успешно оперирани од доктор Митрев и еве ги пациентите имаат сега нормален живот. Како настанува ова проширување на аортата? Најпрво да кажеме дека срцето како најголем мускулен орган е сместено во градната празнина и целокупната крв ја испумпува во аортата. Значи аортата е најголемиот крвен сад кој што излегува од срцето, минува низ градната празнина, се спушта во стомакот и се грани надолу кон нозете. На тој начин се обезбедува целокупното крвоснабдување до сите органи и ткива во организмот. Под дејство на одредени фактори, како што се цигарите, нерегулираниот крвен притисок, потоа нерегулираните масноти во крвта, тука ќе ги вклучам и некои генетски значи предиспозиции или генетски болести кои што се нешто поретки, можат да доведат до ослабнување на зидот на крвниот сад, најпрво до негово истенчување и значи после одреден временски период може да настане пукање на внатрешната страна на зидот на крвниот сад и негово настанување на еден лажен лумен во зидот на крвниот сад, така да крвта која што се испумпува од срцето поминува низ зидот на крвниот сад и низ нормалниот лумен кој што е на аортата. Пациентите вообичаено не чувствуваат никакви симптоми и затоа овој тип на пациенти ние ги откриваме сосема случајно при вршење на рутински кардиоваскуларни прегледи заради други причини. Меѓутоа, значи кога веќе ќе се пробијат зидот на крвниот сад или ќе настане аортна дисекција како што ние ја дефинираме во медицината, тогаш веќе целокупната крв истекува или во градната празнина или во абдоминалната празнина, во зависност од тоа каде е настанато аортното проширување или аортната аневризма. Така, докторе, зборуваме за одредена група на граѓани кои што имаат предиспозиции за добивање на ова нарушување на аортата, или пак може да се случи кај било кој поединец? Не. Значи, најчесто се зафатени повозрасна, застапена оваа состојба кај повозрасната популација, кај пациентите над 65 годишна возраст. Многу ретко можеме да ја сретнеме, значи, во младата возраст, исклучително ретко, како што кажав, кај некои генетски болести кои што се кои што се добиваат на наследно, кај нив можеме да ја откриеме аортната аневризма нешто порано во помлада возраст. Меѓутоа најголем дел 90% од пациентите, значи се на возраст над 65 години. Така, докторе, кажете ми, постои ли некаква симптоматологија? Да. Оваа состојба е доста подмолна. Како што кажав и на самиот почеток, пациентите не чувствуваат никакви симптоми кои што ќе ги наведе и нив, а и лекарите да помислат на оваа состојба. Реков дека најголем дел од пациентите ги откриваме случајно заради преглед направен на срцето по друга причина, да речеме заради проблеми со притисокот, заради проблеми со крвните садови на самото срце, па рутински кога правиме преглед на срце ја мериме и должината на аортата и тука веќе ги откриваме самите пациенти. Тоа се една голема група на асимптоматски пациенти и затоа е убаво навремено да се направат превентивни прегледи за да се открие состојбата каква е на аортата. Меѓутоа, доколку настане веќе расцепување на зидот на крвниот сад и почне крвта да тече во градната или во абдоминалната празнина, тогаш веќе настануваат симптоми во смисла на
интензивна или силна градна болка која што се шири назад кон грбот, отежното голтање на храната, значи може да да настане препотување, значи една комплетна шокова состојба која што пак ќе кажам, ако не се помисли на неа, ако не се препознае и ако навреме не биде истретирана, завршува во висок процент со смрт. Тоа е за симптомите доколку проширувањето или аневризмата е во градната празнина. Доколку имаме проширување во абдоменот, односно во стомакот, тогаш симптомите се малку подруги, меѓутоа имитираат симптоми на други болести, па затоа и колегите, па и сите клиничари многу поретко размислуваат на абдоминална аневризма, значи знаат да се појави болка во стомакот која се шири кон едната или кон другата нога, лажно наведувајќи на дека станува збор можеби за ишијас или за некоја болка предизвикана од некој бубрежен камен. Меѓутоа, затоа е битно сите овие пациенти да се направи едно рутинско ехо. Ехото ни е главната метода за откривање на оваа ургентна состојба. Едно рутинско ехо на абдомен или ехо на срце ќе ни каже каков е луменот на абдоминалната аорта, односно дали имаме некакви промени тука на овој голем крвен сад. И доколку се постави сомнение за оваа диагноза, итно треба пациентот со придружба на болничко возило и специјален лекарски тим да биде транспортиран до нашата клиника, каде што операциите се извршуваат итно, значи без разлика во ден, ноќ, значи овие состојби се ургентни и бараат итна кардиохируршка интервенција. И каква би била прогнозата за нив? Па, како што кажав и на почетокот, доколку ги препознаеме навреме и доколку се изврши хируршка интервенција навреме, пациентите преживуваат, имаат нормален живот понатаму. Изминативе неколку години, како што кажав на почетокот, се диагностицирани повеќе пациенти во овој регион со аортна аневризма и аортна дисекција, кои што успешно се оперирани кај нас и за среќа се живи. Многу е битно да се мисли на оваа болест, затоа и сакав ова вечер да позборуваме на оваа тема, значи, иако е ретка, многу е битно да помислиме на неа, да се направат превентивно одредени прегледи, кои што ќе ни ја исклучат оваа болест, затоа што ако на време ја детектираме, преживувањето е големо. Значи, пациентите малтене понатаму си имаат сосема нормален живот. Така. Многу често и во емисијата ги спомнуваме систематските прегледи, кои што значат рутински превентивни прегледи еднаш во годината и доколку се налага во годината 2 пати. Так. Се со цел токму и за аортното проширување, кога станува збор, доколку има некакви промени, да на време да бидат откриени. Нашата цел, нашата емисија е всушност и тоа. Едукација на нашите гледачи и секако пред се превенцијата. Така. Значи, затоа и апелираме, нели, во секоја емисија и во оваа емисија ќе кажеме дека особено е битно пациентите кои што се под ризик, а тоа се диабетичарите, потоа пациентите со нерегулирана хипертензија, со нерегулирани маснотии. Значи, задолжително да се прават кардиоваскуларни прегледи кои што ќе ни каже во каква состојба е срцето, но и во каква состојба е аортата и зидот на аортата. Кажав и на почетокот, оваа болест или оваа состојба нема симптоми во почеток и многу е битно прегледот да биде направен навреме, за навреме да биде откриена болеста и со тоа пациентот ќе добие навреме хируршка интервенција и ќе биде излечен. И се разбира, и освен пациентите под ризик, убаво и сите ние, значи, барем еднаш во годината да направиме кардиоваскуларен преглед, со што, освен на аортата, би ги открили и сите други придружни болести кои што може да ги има во нашиот организам, а ние да не бидеме свесни за тоа. Така, каков е ризикот од повторување на состојбата? Па во глобала, значи, понаправена хируршка интервенција, проблемот на тоа место каде што настанало проширувањето е решен и пациентите можат да си водат најнормален живот. Так. Се разбира, преку редовните контроли ние ги
следиме и другите места на ортата, кај што исто така може да се случи проширување, меѓутоа тоа е значително поретко, бидејќи постоперативно пациентите се следат редовно, притисок се следи редовно, се следат маснотиите, значи се следи шеќерот. Со еден збор, овие пациенти веќе понатаму стануваат наши редовни посетители на нашата амбуланта, веројатноста да се повтори е многу ниска. Така, благодарам многу, докторе. Интересна тема, се надевам дека ги едуциравме и овој пат нашите гледачи. Се со цел, да повторно да бидеме со главна точка и главна цел превенција. Благодарам на поканата и тоа е нашата мисија низ овие емисии, да ги едуцираме сите пациенти, навреме да се вршат прегледи за болестите, да ги фаќаме навремено. Така, ви благодарам уште еднаш. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер, се гледаме наредната среда.